Не од компјутеров воопшто. А да го рестартираме, бе? Пробав 100 пати неќе. А што правиме уствари? Го форматирам хард дискот. Види колку имаме материјали од Радиус. 1 тон. Кој ги сортирал фајловите, сигурно има ADHD. Да, во HD снимаме. Знаеш како? Чекај, ај вака ќе одиме на Google и ќе ми објасни како, чекај. Ова сигурно ќе потреба. Ете го, how to... Сега кај да си ти... Старите пари. Предобро. Чекај, 5000 човече. Колку време ја немам видено, колку е убава. Ана? Ана, имам идеја за нова епизода. Гледај. А што се пари, бе? Па како артефакти се. Секоја слика на парите се како некоја музејска поставка. Супер идеја. Секоја паричка има своја приказка. Одлична идеја, може да почнеме со снимање веднаш. А шпица? Иде шпица. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Мој станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задоволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а џиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Пари. Без нив, може би нема да престане да се врти земјината топка, но дефинитивно светот нема да функционира толку координирано. Размената на пари е крвотокот на една држава. А Наталија и јас денес ќе правиме крвна слика. Во моментов, во Оптек се 7 банкноти со кои тргуваат нашите граѓани. Почнувајќи од 10, 50, 100, 200, 500, 1000 и банкнотата од 2000. Името на нашата валута е денар. Денар потекнува од латинскиот збор декем, што во превод значи 10, односно не носи до зборот денариус, со кое старите римјани ги означувале своите сребрени пари кои се употребувале во економијата на целиот Медитеран, вклучително и овде, на нашите македонски простори. Името на денарот, односно денариусот, се сочувало и во средниот век, и со него се означувале некои од сребрените пари ковани во балканските средновековни држави. Во 20 век, динарите биле официјално платежно средство на државата Југославија. За да ги разликуваат вредностите на парите, луѓето обично ставале слики на нив. Визуелниот концепт на банкнотите обично и не го забележуваме, но од нив може да се научи многу. Да, за идентитетот на една држава, за политичкиот дух и за идеалите на незиното создавање. Ана, што мислиш, која е приказната на нашите пари? За монетите е лесно. Енциклопедија на нашето животинско царство. Евеше планинец, охридска пастрмка, рис. А тоа малото? Што е таа монета? Ова 50 дени. 50 дени, знаеш дека прв пат гледам 50 дени? Не знаев дека има. Ова е галеб. Да, птица. Ама ако сакаш можеме да прашаме експерт. Па да. Ола, ова е изворот. Кој извор? Изворот на нашите пари. Јас мислев изворот на нашите пари се од продукција.
Точно, ама тука се создаваат сите пари. Овде? Е, сега береме Ајде пари. си земеме парички. Дизајнот на модерните пари варира според својот концепт. На нив може да видите представи на историски важни личности за едно општество. Војсководци, председатели на држави, научници, уметници, но и најзначајните природни и културни богатства на една држава. Сликите на парите, освен што ја комуницираат нивната номинална нумеристичка вредност, ги отсликуваат и парично немерливите вредности на едно општество. Со цел да ја откриеме приказната за вредностите представени на македонските денари, го посетивме музеот на Народната банка. Слушнавме дека баш таму ќе го најдеме и најдобриот раскажувач, Катерина Христовска, раководителка на музеот во Народната банка. Што вклучува дизајнот на нашите пари? На нашите пари се представени позначајните вредности кои што представуваат културно-историска оставина или пак влегуваат во доменот на природното богатство кое го поседува нашата територија. Имам забележано дека, и тоа го знаеме сите, дека на нашите банкноти нема портрети од политичари, револуционери, кралеви, војсководци и така натаму. Кралици, Кралици, политичарки. Револуционерки. Зошто е тоа така? Краткиот одговор веројатно би се состоел во латинската поговорка Ars longa vita brevis, односно уметноста е подолга од човечкиот живот и ми се чини дека изборот македонските банкноти да бидат дизајнирани, да бидат украсени и да бидат препознатливи по својата автентичност, кој се однесува на културно-историското наследство, пред се должи на таа голема обединувачка моќ која ја има културата и која ги надминува индивидуалните траги кои личностите ги оставаат во времето во кое постојат. Кои се најстарите артефакти кои ги има на банкнотите? На банкнотата од 100 денари е представена една од познатите божици, мајки, така наречени праисториски, поточно антропоморфен модел на куќа, кој што бил изработен во времето на средниот неолит, уште попрецизно во 6-тиот милениум пред нашата ера. Во превод тоа би значило дека говориме за артефакт кој бил создаден пред 8000 години и е откриен во околината на Скопје, на локалитетот Церје во селото Говорлево. Следниот по старост е она кое може да се види на банкнотата од 2000 денари и на неа е представен еден бронзен култен предмет во форма на афион, за кој се предпоставува дека бил изработен некаде во 700-та до 625-та година пред нашата ера. Артефакти стари по неколку милениуми? Мислам дека ја погодивме темата. Парите се најстариот и најважниот финансиски инструмент, а работата на Народната банка е тој инструмент да го одржува во постојан баланс. Тешка и комплексна задача, но не и за гувернерката доктор Анита Ангеловска-Бежовска. Која е улогата на Народната банка во нашата држава? Основната цел или основната задача на Централната банка е одржување на ценовната стабилност. Всушност, таа е неопходна за создавање една стабилна клима која што поттикнува инвестиции, која што овозможува правилна алокација на ресурсите во економијата, меѓутоа и го штити животниот стандард на граѓаните, особено на оние кои што се поранливи групи. А колку е важно за една држава да си има валута, односно да има своји банкноти? Колку е значајно тоа? Постоењето на домашна валута во принцип значи автономија, самостојност во спроведување на економските политики, а особено во спроведувањето на монетарната политика. Меѓутоа има многу случаи во светот каде централните банки
влегуваат во некој вид на монетарна унија, например еврозоната е на еден начин и монетарна унија, каде што централните банки се откажуваат од таа автономија и ја препуштаат на Европската централна банка. Меѓутоа и овој начин на пристап носи многу други предности и оттаму и ние се надеваме дека како Централна банка еден ден ќе станеме дел од европското семејство и еврото ќе стане и наша домашна валута. Добро, а што може да се заклучи за нашето општество според изгледот на нашите пари? Парите не се само средство за размена, односно за плаќање, тие се всушност и амбасадор на нашата историја, култура, на вредностите кои што ги негуваме и на некој начин на целото општество. Односно, парите би можела да кажам дека ја раскажуваат приказната за тоа кои сме ние, какво е нашето општество. Гледајќи го дизајнот на нашите банкноти и монети, мислам дека секој еден од нас може да биде горд на нашето богато минато, историја, на достигнувањето низ историјата, но и на природното богатство со кое изобилуваме. Каква е сличноста или поврзаноста на денарот со еврото и што значи тоа за нашата економија? Од 1997 година постои стабилен сооднос помеѓу денарот и еврото. Одржувањето на тој стабилен сооднос помеѓу еврото и домашната валута е од исклучително значење, бидејќи ние, нашата економија, има многу силни трговски и финансиски врски со Европската унија. Оттаму и по својата природа и по својата структура потребно е одржување на тој стабилен сооднос помеѓу денарот и еврото. Секако одржувањето на овој стабилен сооднос, по-генерално ако треба да кажам, е важно за одржување на макроекономската стабилност во нашата држава. Ми текна челендж. Да? Да изброиме колку мажи и колку жени има на банкнотите. Па тогаш да почнеме со првата жена на најмалата банкнота од монетарниот систем, 10 денари. Чек, еве. Значи, кој прв ќе го открие идентитетот на оваа жена? Може? Дел. Сега ја. Мислам дека го имаме нашиот прв женски предизвик. Јас ја започнав потрагата од една подалечна дестинација на околу 200 километри од Скопје, градот Охрид. Еве сум во Охрид. Дојдов тука да ја дознам приказната позади жената која што е поставена на најмалата македонска банкнота. Се викала Изида. Името воопшто не звучи балкански и затоа едва чекам да дознам што ќе ми каже. Изборот дојде некако интуитивно, затоа што овој град има неколку милениуми историја. Куќата на Робевци, освен што е заштитена како вредно културно-историско наследство, е и музеј во кој се кријат најголемите археолошки мистерии на градот. Кој е митот за Изида? Изида е древноегипетска божица, првенствено на плодноста, но покровителка на жените, на мајчинството, на децата, на полињата, така може да се рече на општата плодност и на земјата и на жените, како што кажав. Таа е една од главните египетски божества. А како одеднаш се наоѓа кај нас? Првично се започнува со походите на Александар Македонски на истокот. Со неговите походи започнува мешање на културите на истокот и западот. Се формира една, може да се рече, синкретичка култура и тие самите по себе стануваат синкретички божества. Синкретизам е процес на кога се прави фузија помеѓу два религиски концепта или кои се или спротивни или блиски и се спојуваат во еден заеднички религиски концепт. А зошто конкретно Изида е на 10 денарката, дали знаете? Во концептот на македонскиот денар е да се прикаже македонското културно наследство. Почнувајќи од археолошкото, етнографското културно наследство и Изида е представник на археолошкото културно наследство во Македонија, статуетка од вториот век пред новата ера.
Оваа ли е статуетката од 10 денарката? Ова конкретно не е статуетката од 10 денарката, таа моментално се наоѓа во археолошкиот музеј во Скопје, но е поврзана на начин што се најдени на истото место. А каде се најдени? Приказната е некаде во 60-тите, ако не грешам 1967, сосема случајно во центарот на Охрид, прископ за темели за нова зграда, најдени се остатоци од светилиште посветено на египетската божица на плодноста Изида. Ова е помалата статуетка, изработена во мермер, поголемата се наоѓа, реков, во Скопје моментално, таа е таа што се наоѓа на банкнотата од 10 денари. Да сумираме. Во Охрид е пронајден храм кој датира вториот век пред наша ера, односно кога македонските војници, македонската војска се враќала од Египет. Кој би рекол дека сме некако културно врзани ние со Египет? Знате, нема да верувам што сум открила за Изидата. Во меѓувреме, и јас во Скопје, поточно во археолошкиот музеј, успешно ја пронајдов Изидата. Она оригиналната Изида од банкнотата од 10 денари. Кустосот ми кажа дека Изидата е многу популарна и често патува на турнеи, по изложби на секаде низ светот, што е предизвик само по себе, затоа што треба да се сочува да остане цела при транспорт. Како откривте дека ова е баш Изида? Па добро, има карактеристични елементи на самата скулптура, познатиот јазол и самата поставеност на божицата потврдува дека се работи за божицата Изида. Што мислите, Изида кога би живеела денес во ова време како би изгледала, каква жена би била Изида? Па според скулптура би била многу згодна жена Да, и исто веројатно е. би била адвокат, бидејќи како култ таа го заштитува бракот и била адвокат која би се занимала со брачни парници или со такви некои. Тоа ме интересира, од каде потребата да се прават, да се изработуваат скулптури од женски тела? Македонија е позната по тоа дека култот на жената е доста почитуван уште од неолитот. Имаме тука и произложена божицата мајка, па и понатака низ антиката и во средниот век. Така да култот на жената секогаш е почитуван и присутен, така да мислам дека тоа е најбитниот елемент покрај грациозноста, убавината на жената, мислам тоа е плюс за да се изработуваат и почитуваат како божества, како женски заштитнички на домот и така натака. За присуството на култот на жената на нашите простори зборува и банкнотата од 5000 денари, која повеќе не е во оптек. На неа е представена Менадата, која го придружувала богот Дионис. Нејзината фигурина е пронајдена во Тетовско. Додека јас се воодушевував од египетските божества, Ана од Охрид се телепортираше во Стоби, каде што се наоѓа мозаикот прикажан од другата страна на нашата најмала банкнота. Ова не ми е прва посета на Стоби. Го памтам од снимањето на епизодата за виното. Кој не ја гледал, не знае што пропушта. Денес доаѓам во сосема другогодишно време и го затекнав мозаикот покриен во еден, да го наречеме, конзерваторски зимски сон. Во моментот стоиме врз најпознатиот паун од нашата држава, тоа е Товскиот паун, така. паунот од 10 денарката. Во моментот е покриен со песок овој мозаик. Зашто е тоа така? Па мозаиците, ако не ги покриеме зимно време, може да замрзнат и тоа е уствари најголемиот проблем за нивната заштита. Супер. А од кога датира овој мозаик? Мозаикот е од 5-тиот век од нашата ера и е сместен во објект кој што се нарекува крстилница и кој што е лепенка за црквата. Аха, а што символизира точно паунот? Па на целиот мозаик има две верзии на 41-иот псалм од книгата на псалмите. 41-иот псалм, Давидов псалм, кој што некако поетски би звучал како што кошутата жедне по планинскиот извор, така мојата душа копне по тебе, о Боже, нешто така. Дали можеме да го најдеме овој символ некаде на друго место, освен Стоби? Паунот е чест символ во ранохристијанството, така да ако не во секоја, ајде да не кажеме во секоја, туку во секоја втора крстилница, што е дел од поголем ранохристијански комплекс црковен, го има.
Добро, што друго сакав да прашам? Нешто околу парички ме интересира. Што означуваат фактички од едната страна ова е Од едната страна имаме златна обетка, која што е од мислам дека беше 5-тиот век пред нашата ера, и имаме скулптура на Изида, која што е откриена во Охрид. Скулптурата е од 3-тиот век пред нашата ера, а паунот е од 5-тиот век од нашата ера. Значи на оваа наша пара е представено на пола милениум културно наследство. Што значи дека би можело да се заклучи дека од двете страни имаме две уметности направени од камен. Па би можело така да се каже. Изида е од камен, меѓутоа мозаикот е исто така направен од камчиња, повише помали камчиња. Освен каменот, второто НЗС на овие две дела е што и двете имаат некаква религиска позадина. Изидата е од периодот на политеизам на овие простори, додека паунот е символ на преминувањето во монотеизам за време на рано христијанството. А кога сме веќе на темата камен, имам идеја за следната локација. Наталија е веќе таму, на Камени мост. На банкнотата од 100 денари на сликата има околу 10 џамии. Но јас проверив на Википедија и прочитав дека всушност во отоманскиот период во чаршијата во Скопје имало околу 30 џамии. За да ја откриеме мистеријата на графиката, представена на 100 денарката, на помош повикав пријател. И повторно се сретнавме со Катерина Христовска. Која е приказната на графиката на оваа слика од 100 денарката? Историските факти позади таа приказна се однесуваат на едно уметничко дело, на една графика создадена во 17-тиот век од страна на холандскиот графичар, мајсторот Херевейн Јакобус, кој што за прв пат, а можеби и единствен пат во Отоманската империја го представил Скопје на ваков начин. Не е докрај јасно дали овој уметник самиот го посетил Скопје или пак за него читал од патеписните записи на многумина кои што почнувајќи од веројатно втората половина на 16-тиот век, па понатаму, во различни пригоди и околности го посетуваат Скопје и пишуваат за него. Дали можеби имате некаква представа или знаете од чива куќа е овој поглед? Тоа е прашањето што мислам дека со години се прашуваме сите. Предпоставувам дека треба да го оставиме отворено. Зависи во чиј ум се наоѓа тој прозорец. Така. Кога сме на тема прозорци и дограма, на моето патување во Охрид мислам дека видов еден ваков ептен сличен таван. Се враќаме во куќата на Робевци да провериме. А купеничарството било врвно достигнување во скулптуралната уметност. Кој го направил ова? Оваа таваница, како и сите експонати кои ги гледате во овој простор, се работени од охридски мајстори резбари на познатата Охридска резбарска школа. Аха, а што е разликата помеѓу Охридската резбарска школа и Деварската? Прво и основно, Охридската резбарска школа е школа во вистинска смисла на зборот, постоело 4-годишно училиште, отворено во 1928 година во Охрид, каде се изучувала оваа применета уметност. Дебарската или поточно речено Мијачката резбарска школа, не станува збор за школа како институција, се мисли како парадигма, како движење копаничарско кој се пред се е белег за мијачките села, како Гари, Тресонче, Лазарополи, Галичник и најдобрите мајстори во 18-тиот и 19-тиот век, не само во Македонија, секаде на Балканот потекнуваат од мијачкиот крај. Тоа е главно црковна уметност, така да се изразам, првенствено, но се користи и за профани или за секојдневни цели, за украсување на куќите на богатите фамилии, во случајов како што е куќата на Робевци. Рековте на богатите фамилии. Ова колку ви коштало сега во наше време?
Тешко да се процени, Ева но го сакам дома во дневна една ваква. сигурно ствар. неколку десетици илјади евра, а може би и повеќе. Тешко е да се оцени трудот. Самиот уметник, скулптор, дрворезбар секако би си го оценил својот труд. Сите часови Чи нема цена? Генерално нема цена. Ова е истото? Од 100 денаркава или не? Не, и ова е таванска розета која украсувала богата куќа, но мотивот на 100 денари е од беговска куќа која се наоѓа во Дебар. И е од 19. век, а ова е изработено од охридски мајстори резбари во 20. век. Овде позади мене има една дрвена резба, иако не е таа 100 денарката, на 50 денарката, еве, е представена камена резба. А за предната страна, ова е оној ангелот на кој што му имаме посветена цела една епизода, тоа е ангелот од Курбинова. Stay tuned и претплатете се на каналот на Радиус за да ги дознаете тајните на оваа фреска. А ние продолжуваме со мистериите од банкнотата од 500 денари, каде има уште еден артефакт најден во близина на Охрид. Маската од требеништа. Златната маска на 500 денарката е најпознатиот сувенир во Охрид. Каде се наоѓа? Конкретно таа што е најдена на локалитетот Требеништа се наоѓа во Белград во Народниот музеј. Во нашиот музеј во Охрид имаме слична маска, Тоа е оваа, така? да, изработена на сличен начин, да не речам идентичен, но најдена во 2002 година. Предходната е најдена во 30-тите години во Кнежевски гроб на локалитетот Требеништа кој се наоѓа во близина на Охридскиот аеродром. А оваа маска, која што моментално технички причини нема да може да ја снимите, па заради тоа ви го покажувам овој каталог, најдена е во 2002 година на локалитетот Горнапорта во стариот дел на градот. Слични се? Не само што се слични, можам да речам под микроскоп овој мотив, ова преплетена осмица е идентична, што значи дека истиот мајстор Златар ги изработил двете. А за кого се изработувале овие маски? Да, тоа се погребни или посмртни маски, исклучиво се користеле во погребните обреди во 6-тиот и во раниот 5 век пред новата ера. Поставувањето на златни маски на покојниците на општо човечка карактеристика се сретнува во различни цивилизации од антички Египет, Месопотамија, античка Кина, Мезоамерика и конкретно во нашиот случај се појавува и во античка Македонија, во 6-тиот и во раниот 5 век пред новата ера се користи тој обичај на поставување на златни посмртни маски на лицето на покојниците. Ми кажете кога се најдени, а колку се стари маските? Конкретно маската која што прикажана на 500 денарката се датира кон крајот на 6-тиот век пред новата ера. Значи би му дошло некаде старост од околу 2500 години. И оваа на 500 денарката била направена за жена. По се изгледа сите податоци посочуваат дека станува збор за женско, богато женско кнежевско погребување. А иконата од илјадарката се наоѓа тука во галеријата во стариот дел од Охрид. За да ги изброиме сите цркви во Охрид, ќе ни треба најмалку една сезона. Така што, воопшто не е за изненадување големината на опусот на Охридската галерија на икони. Тука практично може да се види историски континуитет од 1000 години фрескосликарство. Ова главна икона што се наоѓа на илјадарката. Кое време е нацртана? Богородица епискепсис, како што се нарекува, што би значило Богородица која надгледува, може да се преведе така, е насликана почетокот на 14-тиот век, изворно припаѓала на црквата Свети Безсребреници Кузма и Дамјан, попозната во Охрид како мали свети врачи. Кажете ми нешто повеќе за оваа икона, што представува конкретно, зошто е оваа икона таа што е на илјадарката? Самата икона ја представува Богородица во полн раст, во стоечка положба, како го држи детето Исус во своите раце, а над нив се представени светите архангели, од лево свети архангел Гаврил, кој исто така се наоѓа на банкнотата од 1000 денари, и од десно е прикажан свети архангел Михаил. Како главни чувари. Архангел Гаврил е архангелот на благовештението, тој што дава благата вест дека Богородица ќе го роди Исус Христос, спасителот на човештвото, а Михаил е архистратегот или врховниот војсководец кој што ќе ги води
При последната битка на доброто и злото, војските на доброто против злото. Од едната страна на илјадарката е Богородица, а од другата страна е Охридската црква Света Софија. Ова врвно архитектонско дело е едно од најголемите средновековни цркви на овие простори, а изградена е врз темелите на стара, исто така сакрална градба. Сликата на Света Софија ме потсети на една друга валута, на чии банкноти се представени порти, прозорци и мостови – еврото. Со говернерката веќе зборувавме за монетарната поврзаност. Сега е време да ја провериме уметничката врска. Затоа се обратив кај експерти за уметност – Ѓорѓе Јовановиќ и Владимир Јанчевски. А која е идејата или уметничката намера за дизајнот на евробанкнотите според вас? Банкнотите припаѓаат на поширокиот домен на визуалната култура, што значи дека банкнотите и нивниот дизајн често пати се користат за промовирање или акцентирање на некои од важните мотиви за една култура, едно општество. Во случајот на Европската унија, идејата за обединување на европскиот континент и заедничко настапување во смисла на истакнување на вредностите на Европа. Кој период од европската култура се опфатени? Па тоа се повеќе периоди, почнувајќи од класицизмот, преку романика, готика, ренесанса, барок и рококо, па се до модерната архитектура на 20. век, практично стилови кои ги има на поголемиот дел од европскиот континент и како што рече Владимир, се некој момент на обединување, односно имаат некој обединувачки карактер. А дали гледате сличности помеѓу македонските и европските банкноти? Па добро, сите банкноти имаат некоја заедничка, како да кажем, основа во однос на дизајнот. Во овој случај можеме да кажеме дека постои една, можеби битна разлика со тоа што мотивите на македонските банкноти се многу специфични, се работи за конкретни објекти, речеме како што е, не знам, Света Софија, мозаиците од Хераклеа, додека мислам дека во европските повеќе се работи за некаква генерална слика или представа на мотиви кои нормално се препознаваат, извлечени од, не знам, од римските објекти, од романичките и готичките катедрали, но се некакви генерички примери. Значи, може би тука идејата е да се направи тоа поврзување меѓу нациите, да не биде тоа присвоено како некаква конкретна локална култура. А дали цртежите на парите би можеле да влијаат врз подсвеста на тој што ги користи? Па да, секако, посебно затоа што тоа парите се нешто што секојдневно го користиме во толку многу наврати. Оттаму и изборот на елементите визуелни, ликовни, до некаде и со намера за да имаат и таков еден сегмент. Покрај тој што е едукативен, нели, што го на некој начин манифестира, го рефлектира концептот и на државата. Оттаму да, дефинитивно, мислам дека ја има таа моќ. Вие врз подсвеста. Да. Што значи дека би можело да се каже дека дизајнот на парите би бил некој вид пропаганден леток. Па добро, да, мислам секако тоа е еден од важните сегменти кои визуелната култура може да ги користи. Така што да. Сега да преброиме колку жени има на нашите банкноти. Ако добро изброив, вкупно се 5. Изидата, маската од Требеништа, Богородица, Менадата и жената од Прилепската носија. Сликите на нашите банкноти се вистински пример за прогресивна и обединувачка представа на нашите вредности, идентитет и историја. Наместо за војни и историски фигури, приказната на денарот раскажува за уметност, преку скулптури, мозаици, драворези, фрески, накид, архитектура. Наместо за битки и за победи, преку вештите раце на непознатите уметници зборува од нашето далечно минато.